Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, мислам дека прв пат оваа сезона еден тайм-аут ќе посветиме на женскиот фудбал. Со мене денес е фудбалерката на Љуботен и репрезентативка на Македонија, Јулија Живич. Живич, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш гостин во тайм-аут. Ви благодарам и вас што ме поканивте и што можам да бидам дел од оваа емисија. Да. Сега секој тайм-аут го почнуваме од почеток, нели, нормално? Да. А ти имаш многу интересен почеток, бидејќи прв пат започнуваш да тренираш фудбал во машка екипа. Точно. Каде беше тоа и ако можеш да се сетиш од прилика кој период пред колку години? Па точно не можам да кажам баш, али мислам дека пред 8 години. Дури не ни знаев што е фудбал, нели, сите сме почнале на улица со бидејќи играше брат ми исто фудбал. Почнавме со камење и не ни знае што значи едноставно зборот фудбал. После почнав со него во машки фудбал, во ФК Работник во Лозова. Он играше таму, беа во втора лига и почнав прво со мали играв. И после испадна женски клуб во ФК Борец. И машки има и после направија и жени. И почнав да тренирам со нив, кај Тоше Нацев. А добро, зошто баш фудбал? Еве, зошто една девојка би се одлучила да игра фудбал и посебно на почетоците баш во машка екипа? Зошто не ракомет или кошарка или одбојка или некој индивидуален спорт, еве да не набројам? Искрено од моја генерација едноставно ја фатив таа генерација каде што се знае за дружење, за без телефони, игри, забави, правење глупости и така натаму. Избрав фудбал затоа што не реков баш ќе изберам фудбал, туку едноставно највеќе бев опколена со фудбал. Дали на улица, дали на игралиште со другари или било како. И така, играв доста исто спортови, играв ракомет за школа, кошарка, дури одбојка. Не се пронајде во тие спортови? Не. Женски фудбал прв пат почнуваш да играш во екипата на Борец од Велес, Да. кажавме. Дали може сега да направиме една ретроспектива по хронолошки редослед како се движеше твојата кариера? Од Борец, потоа во кој екип играш? Па, почетоците ми беа во Борец, таму играв може 2 или 3 години. Исто играв и за, мислам, бев во академија, заедно тренирав и Борец и академија, после отидов во Драгон и таму играв 2 години и игравме Лига шампиони 2 години. После добив покана за Кипар. Пред Кипар бев на проба во Шведска и после таму заминав за Кипар. И нели потпишав договор и играв 3 месеци поради иностранатата ситуација за ковид, не можев да останам и се надеваме дека ќе има уште понуди. Дали се сеќаваш на колку години дебитираше во сениорската, во првата екипа на Борец? Мислам дека во Борец дебитираш. Да. Мислам дека тоа беа 13 години, каде што уште немав ни право да играм и ме ставаа на лажна книжка, нели, за да можеш да играш утакмици и така почна се. Одма после добив повики за најмладата репрезентација U17 и така. Да знаат само гледачите, значи во женски фудбал со наполнети 14 години може да играш во прва екипа. Да. За да биде појасно зошто на 13 години си немала право и морало на лажна книжка да се играе. Точно. Така е тој термин, е тој израз, да кажем. Кажа дека те викаат во репрезентација. Кој селектор прв те повика? Тоше Нацев. Тренерот од Борец. Борец. Одиш на колку години одиш во Драгон и стануваш шампион на Македонија? Па наполнив 18. Мислам бев пред 18, некаде 17 и значи многу млада станува шампион на Македонија, играш во Лига шампиони, ако не слажам, 2 пати. Да. Што значи за тебе тоа искуство? Не знам. Тоа не се опишува, едноставно прв пат ми се деси такво нешто со клуб, дека можам да играм со екипи како што се Спортинг, Авалднест од Норвешка
и е преубаво, не знам, преубаво искуство и се надоградуваш како играч. А ако не се лажам, беше Осијек и Сараево беа Да, турнирите, да. така? Кој беше прво? Прво беше Осијек, па Сараево. Колку Осијек, односно првиот турнир, ти помогна да видиш подобро на овој вториот во Сараево? Многу ми помогна затоа што првиот турнир изиграв исто доста фантастично, што сите беа и зачудени тренерите и сите, така да за вториот турнир веќе знаеш како оди таа работа и немав ни толку трема да кажеме, затоа што за првиот турнир за мене тоа беше нешто вау, што се случува прв пат и така да се е искуство. Не споменавме на која позиција настапуваш? Почнав како бек. Во Борец играв напаѓач, шпиц или крило, а во Драгон почнав бек. И зависи, имаше утакмици кога играв и напред, али представував Лига шампиони како бек и репрезентација како бек. Во Љуботен те знаеме како напаѓач, барем од првиот дел од оваа сезона. Да. Ти каде сакаш повеќе да настапуваш? Бек, крило, шпиц? Искрено секоја позиција мене ми одговара и ми е убава за играње, али некако дали дека повеќе утакмици имам изиграно како бек со поискусни екипи, како репрезентацијата и мислам дека се снаоѓам повеќе на бек и повеќе ми одговара. Обично во машкиот фудбал, кога некој ќе игра како напаѓач или шпиц, еве овој термин што го користиме, и кога ќе биде вратен на некоја позиција поназад, знае да направи излет и да истрча во напад и да рече ме влече топката, бидејќи сум играл напаѓач. Дали го имаш тој проблем? Па го немам како проблем, али ми се има десено. Например, да искочам, да ме повлече топка, да одам на центар шут како бек. Да. Дали има статистика колку голови имаш даден? Претходната сезона, полусезона, за Љуботен 10 гола, да. Цела кариера? Во цела кариера, не знам, можда 40. Дали може да се присетиш на првиот настап во репрезентацијата на Македонија? Да, тоа беше пријателски собир и игравме со Албанија во Охрид и во Албанија. И првата утакмица не играв прва постава, играв втора постава, али имав трема, се сеќавам и изиграв добро, едноставно се борев. После влегов во... Сега ќе се вратам малку на искуството на Кипар. Знаеме горе-доле како функционираат работите во машкиот фудбал, Да. меѓутоа како се прави меѓународен трансфер во женски фудбал. Дали тука има менаџери, скаути, дали тука има оние хайлајтси, клипчиња што ги прават со најдобрите моменти, фудбалерите па се праќа во клубот да види, да разгледаат како функционира тоа во женскиот фудбал. Да. Искрено во женскиот фудбал не е толку значајно дали да имаш менаџер или не знам, ако на пример тренерот те предложи, ако има комуникација меѓу тренерите што се во Македонија, дали се на репрезентативно ниво или не, можеш да успееш некако да добиеш контакти од Балкан, да кажеме, па и до некои европски клубови. Така да нормално е, пред се маркетингот е најбитна работа. И се праќаат клипови, се прават едно друго и така се гледа од тој аспект. Не мора да имаш менаџер па да те препорачува или било што, контактите се битни само. Во Македонија имаш играно за 3 екипи, со се Љуботен каде што се сега, значи во Велес, во Драгон кој што тренира и игра на теренот во Скопско Пржино. Да. И тука со Љуботен го користите најчесто теренот со вештачка треба на Агенција за млади спорт. Дали може да направиме една споредба со условите во овие 3 екипи во Македонија, па и во репрезентација што ги имате условите, со условите кои што ги има една женска екипа на Кипар? Искрено е голема разликата. Мислам дека како репрезентативно ниво се тука некаде условите, али сепак кога станува збор за репрезентација, знаеме сите какви услови треба да има, али кога ќе ги споредам условите, не се ни блиску.
На клубско ниво зборува. Да, Во да, клубот да. каде што беше на Кипар. Не Да. споменавме како се викаше клубот, Неа Саламина. во Неа Саламина. Не може значи да се направи. Па не може, да. Искрено тука основните услови што се некаде ги нема во клубовите во Македонија. Сега знаеме дека во сите спортови, во сите категории, во сите конкуренции имаме секогаш по некој сомнителен повик во репрезентација, играч што не е за тука, меѓутоа ајде ќе го земеме. Да. Колку мислиш дека тој повик за репрезентација е значаен за да се направи интернационален трансфер? Дали е битно ако неквалитетен играч игра за репрезентација, ќе направи трансфер или нема да направи тогаш? Или ако си квалитет и едноставно и без репрезентација се прави меѓународен трансфер? Репрезентацијата многу значи. Особено кај нас жените и на пример многу повеќе можеш да се продаеш на некој начин преку репрезентацијата, затоа што некој може не ни слушнал за некој клуб во Македонија, колку и да си добар, некако не можеш да се истакнеш. Али има многу доста квалитетни девојки кои што на пример можда и не се земени за репрезентација, али не можат да направат некој чекор напред бидејќи не се во репрезентација. Во последно време гледаме дека многу фудбалерки играат на интернационална сцена за разлика од порано. Дали сметаш дека ги знаеме резултатите на македонските екипи во овие Лига шампиони, во меѓународните надпреварувања, па и на репрезентацијата на Македонија која што често знае да загуби од некој фаворит со двоцифрена разлика. Дали тие надпревари ги одвраќаат странските клубови да земат македонски играчи? Па може да се каже да. Искрено тешко е да продадеш приказна од Македонија дека си македонски играч или било што, али сепак се трудиме за некоја подобра иднина како на клубско, така и на репрезентативно ниво и се надевам дека ќе има доста и успеси на сите фудбалерки, интернационални успеси. Моментално си во љуботен, меѓутоа каде се гледаш во иднина? Повторно на меѓународна сцена? Точно, да, секако се разбира, не застанувам тука со моите амбиции да особено да играм во македонска фудбалска лига. Искрено цел ми е да заминам во некој европски клуб каде што ќе има услови и ќе можам да ги покажам своите квалитети фудбалски и да играм Лига шампиони, да освојам нешто, не знам. Наташа Андонова веројатно е најдобрата македонска фудбалерка во историјата, не веројатно, туку сигурно е така. Да. Мислам дека ќе се сложиш со мене. Кога Наташа Андонова би дошла да игра во Македонија, во машка лига, во кој клуб би можела да настапува? Или во која лига? Искрено во прва машка лига апсолутно се согласувам со тоа. Сега не знам точно, али мислам дека машките клубови, особено прва лига, се сите квалитетни, без разлика во кој клуб би можела да игра, да. А кога првата женска фудбалска лига на Македонија треба да ја ставиме комплетно, да ја префрлиме во машки фудбал, кој ранг на пирамидата би било тоа? Прва, втора, трета, четврта лига? Па мислам дека трета лига, со тој квалитет, трета лига. Колку се рамноправни машките и женските во фудбалот? Па не се рамноправни затоа што жените, да кажам, не се ценат толку како мажите. Во некои земји како Бразил и е усвоено мажите да имаат исти права фудбалски со жените, така да кај нас може тоа ќе дојде, можда не, али сепак нема рамноправност. Во смисла на услови кои што ги имаат за тренирање машките и женските екипи, во смисла на финансии веројатно зборуваме. Да. И веројатно во однос на внимание кое што медиумски им се посветува, иако еве ние како медиум барем се трудиме што можеме повеќе да го форсираме, да го промовираме женскиот фудбал, посебно тука кај нас во Тетово имаме две екипи, Љуботен и Шкендија, мислам дека и немаме промашено надпревар, меѓутоа зборуваме за севкупно во нашата држава. Колку ке финансиите ќе се вратам. Колку
се финансиски значи рамноправни мажите и жените. Колкава е разликата од првата машка лига со првата женска лига? И според примањата, каде ќе ги ранкираме жените во машки фудбал? Па ќе кажам исто пак како трета лига, затоа што на пример огромна е разликата меѓу финансиите на прва машка и прва наша лига, така да ги ставам во таа трета лига. Што и можеби мажите во некои клубови во трета лига земаат повеќе финансии од ние што сме прва и женска лига. Ако истото прашање на интернационално, на меѓународно ниво, каде е тука женскиот фудбал? На меѓународно ниво можам да кажам како втора лига мажи сепак. Не може да се спореди со прва лига или не знам. Дали претпоставувам дека нема да го знаеш одговорот на прашањето, меѓутоа дали еден фудбалер од нивото на фудбалерка, односно на нивото на Наташа Андонова може да заработи колку фудбалер во прва македонска фудбалска лига? Не знаеме колку заработува Наташа Андонова, може да претпоставуваме само. Меѓутоа еден фудбалер од таква од висока класа, дали може да заработува колку фудбалер во македонска лига по 10-15 илјади евра, зборуваме за оние месечно, за оние екипи од топ 3 на табелата. Искрено не знам, не сум запознаена толку со машки фудбал прва лига во Македонија, али мислам дека не, сепак. Како што оваа година гледам каква е ситуацијата, мислам дека не. Дали некогаш имало предрасуди кон тебе, бидејќи девојка игра фудбал, а не одбојка или ракомет? Да, многу случувања има такви со, например, као демек како нели жена да игра фудбал или такви некои слични коментари, каде ти за фудбал, нешто не знам. Секогаш има предрасуди, ќе има. Како реагираш на тоа? Па, искрено со позитива, едноставно, тоа е нивно мислење. Јас знам зошто играм и како играм и тоа е тоа. Дали можеш да ми кажеш колку настапи имаш за македонската репрезентација? За првата екипа? За прва екипа 30, 28. Кој надпревар можеш да го издвоиш? Можам да го издвојам надпреварот со Австрија, таму, во Австрија. Тој ми е, не дека изиграв добро, туку сите заедно бевме некако една со друга, изигравме добра игра, стварно, и се надевам ќе имаме уште такви настапи. Каде е македонската женска репрезентација на една европска ранглиста? Во кој дел од таа ранглиста е моментално? Некаде може да се каже не средина, него пред вториот дел. Да, во вториот. Од некои 50 на репрезентации во Европа, во вториот дел. Според тебе каква ни е едината? Че ти си многу млада, имаш 30 на настапи. Да. Веројатно, кога би играла фудбал до некоја возраст како во машкиот фудбал, сигурно ќе имаш преку 100 настапи за репрезентацијата. Каква ни е едината во женскиот репрезентативен фудбал? Дали имаме квалитетни млади фудбалерки? Па да, имаме квалитетни млади фудбалерки, има конкуренција и мислам дека за 4 години можеме да направиме некој подобар успех, да речем, да се забележи, и се надевам дека ќе биде така. Дали во женски фудбал, во оние млади категории, работи квалитетен и стручен кадар со младите фудбалерки? Мислам дека работи, но не секаде. Например, ќе ги споменам Тиверија, имаат добра младинска школа што може да се изведат млади исто фудбалерки. Така да не знам сите дали работат, али има доста. Дали доколку тренери од машкиот фудбал би се приклучиле да работаат во младинските категории во женски фудбал, дали ќе имаме подобри резултати и поквалитетни фудбалерки ќе излегуваат? Па да, апсолутно. Тоа има многу, како да кажам, удел во тоа. Така да мислам дека да. Дали ги следиш настаните на меѓународна сцена во женски фудбал?
Машки фудбал пратиме сите, меѓутоа во женски фудбал, Лига шампиони и другите репрезентации дали ги следиш? Па да, повеќе да ги следам кога можам следам. Дали во другите земји се посветува повеќе Да. внимание на женскиот фудбал отколку кај нас? Па искрено да, мислам дека секаде се посветува фудбал колку што е можно од кај нас. Така да. Моментално трибините се празни кај нас поради пандемијата со Да, COVID-19. Меѓутоа и претходно не можеме да се пофалиме дека сме имали нешто кој знае колку Точно. гледачи и на репрезентација и на клубски фудбал, меѓутоа и многу од тие терени не можеме да ги наречеме дека се стадиони каде што Да. се игра првата женска фудбалска лига на Македонија. Како е тоа во другите земји? Во другите земји тоа не е ништо ново да речам или да имаш добар стадион, тоа се подразбира некако. Што кај нас доаѓа тоа за 10 години и демек бидете благодарни што имате стадион или било што тоа е основен услов за да играш и да се надпреваруваш. Конкретно во Кипар, дали имаше публика на вашите домашни, па и гостински надпревари? Да, во Кипар имаше доста публика. Каде оди повеќе публика, во големите места или во помалите? Па немаше некоја разлика за тоа што игравме на главните стадиони во градовите кај што беа, со мислам машки каде што игра и имаше доста публика. Што би променила ти во женскиот фудбал моментално? Во Македонија? Искрено би променила многу работи. Би почнала прво од критериумите што се, па до маркетинг и така ќе се развива на некој начин. Каде најмногу ни е потребна корекција во женскиот фудбал? Најмногу да се постават критериумите во клубовите, например. Да се знае дали тоа ќе биде секој домашен играч да потпише барем аматерски договор, да има нешто заедничко со клубот, се до репрезентативно ниво. Веројатно можеби професионализација на Точно, да. клубовите како што и во машкиот, Да, каде што имаат задолжителна квота колку фудбалери треба да бидат со професионален договор, бидејќи во моментов во првата лига имаме 15 екипи, меѓутоа сите се аматерски и тие Точно. договори се оставени на добра волја на да. собствениците или претседателите, спонзорите на клубовите. Знаеме дека лигата ќе се скрати на 8 Точно. екипи, барем така е планирано. Дали според тебе тоа ќе го покажи нивото на квалитетот на македонскиот фудбал? Па да, мора да се почне од негде. Мислам дека и тоа ќе го покачи нели нивото, но сепак не е доволно. Дали тоа ќе се одрази на репрезентацијата? Па нормално дека ќе се одрази, ќе има повеќе квалитет и Какви се шансите на љубовите на оваа тема? па шансите се 50-50. Или ќе остане или ќе испадне? Не, сепак мислам дека ќе остане. Разликата во квалитетот на екипата од есенскиот дел и пролетниот? Огромна разлика, искрено, не дека имаме засилување и се, туку имаме некако искуство во екипата, професионализам на некој начин, искуство реков и мислам дека може да направиме добар резултат. И не само да останеме, туку и да се спустиме малце подолу. Во машкиот фудбал просекот на еден фудбалски век на еден фудбалер е некаде до кај 35 години, меѓутоа имаме и случаи кои што играат и подоцна, па и до 40-тата Да. година. Како е во женскиот фудбал? Па мислам дека до 27 години, 28 би било доволно и доволно имаш време да се покажеш, да се докажеш, да направиш добра кариера. Не осудувам дали е 30 или без разлика, туку окей, за мене е све нормално, така да има доста време да се докажуваш и тие се годините едноставно. Дали имаме во Македонија конкретно, дали имаме фудбалерки кои што се омажиле, станале мајки, а продолжиле да играат фудбал? И во Македонија и во странство. Да, имаме во Македонија. Тоа е мојата колешка, ја знам, Јована Ѓоргиевска од Прилеп, мислам дека беше, игравме заедно во репрезентација, кога се омажи, престана, сега има детенце и продолжува да игра фудбал, интересно. До колку години бирала Јулија Живиш фудбал? Искрено,
Не знам, али до 30 еве да кажам, зашто да не. А потоа што би правил? Дали би станала во фудбалот? Дали лиценца, може би тренер би продолжила? Па секако дека на некој начин ќе останам, затоа што јас сум на пример студирам универзитет за психологија и мислам дека исто тоа би било добар почеток за мене да почнам со такво нешто, особено во македонски фудбал, што на пример тоа е нешто ново и секако би работела нешто без разлика. Пред известен период, еден од најголемите македонски спортисти на сите времиња, Кирил Лазаров, го назначија да биде селектор на машката ракометна репрезентација и имаше една интересна изјава. Вели, време е да ги извадам старите белешки, бидејќи ме тренираа големи тренерски имиња, и од сето тоа да направам еден мој модел. Дали ти имаш обичај да запишуваш тренинзи и да фаќаш белешки, кој тренер како работи, кој што кажува и слично? Искрено немам навика да пишувам белешки, али знам и кој тренер како отприлика работи и ностоп дискутираме со колешки. Едноставно секој има свој начин како работи, барем отприлика тоа некако го знаеме, како се тренинзи, да речеме во 17, во 19, во А репрезентација. Тоа има разлики и се споредуваат тие разлики, едноставно ги знаеме како. Се уште си млада за да те прашам од кој тренер научи најмногу, бидејќи можеби некој ќе ни се налути сега, тоа ќе го разговараме од како ќе заврши со активна играчка кариера. Меѓутоа, дали имаш некоја желба кој светски познат тренер без разлика машко или женско сакаш да те тренира во кариерата? Па не знам. Искрено немам некој омилен, али Гатузо е да кажам. Дали следеш и машки фудбал? Да. Дали девојките може да украдат финти од машкиот фудбал што може да ги спроведеш на терен? Да, многу. Од кои фудбалери најчесто? Па не знам, мене ми е Ибрахимовиќ омилен, така да има доста од сите многу да се учи и да се зема. Веројатно и на психолошки план. Точно. А сакав да те прашам Меси или Кристијано Роналдо, ама веќе го кажа Ибрахимовиќ. Кога би имала шанса да бидеш директор на Агенција за млади и спорт или председател на Олимписки комитет на Македонија или можеби на едно виртуелно министерство за спорт кое што во моментов не постои кај нас, што Јулија Живич ќе направи за спортот и за спортистите? Искрено, од моја гледна точка би направила многу и кога би била веќе на таа позиција би се трудела максимално што е можно, бидејќи знам како е да си спортист и веројатно би ја гледала реалната слика кога би била на тоа место, што треба и како треба да се смени. Дали би започнала од инфраструктурата или можеби би започнала од исполнување на финансиските права на спортистите? Па реално битна инфраструктурата, точно, како што кажавте, али сепак мора и од финансиска гледна точка да се подобрат некои работи, така да и двете, мислам и двата статуса се битни, така да. Живичо, уште ќе ти благодарам за гостувањето во Time Out, во знак на благодарност. Мал скромен подарок од нашите поддржувачи, најдобрата спортска опрема ASICS, која што се наоѓа во Скопје Сити Мол на вторка. Ви благодарам многу уште еднаш што имав прилика да се дружам со вас. Се надевам ќе се дружиме понатаму пак. Ти благодарам те. Фала. Тоа беше Time Out посветен на женскиот фудбал. Со нас беше Јулија Живич, фудбалерка на Љуботен и репрезентативка на Македонија. Довидување до следното издание.